Кратки најави за денес. Охридското езеро ќе биде порибено со 1.000.000 единки подмладок на охридска пастрамка. Не е пронајден недозволен пестицид во македонската зелка вратена од Хрватска, тврди министерот за земјоделство. Во земјава се уште е ниска свеста за органодарување. Кривична пријава за лице од Вевчани кое работело како лекар во општа болница Охрид без продолжена лиценца. Пожарите во Лос Анџелес не стивнуваат, метеоролозите очекуваат дожд од сабота. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и потопло со максимални 10 степени Целзиусови. Во петок во северна, северозападна и западна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, пропратени со удар на ветери до 100 км на час. На југ од Скандинавија, како и во североисточна Европа, врнежи од снег. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно стабилно време со повремени сончеви периоди и потопло со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени. Во Македонија во петок во утринските часови ќе има појава на магла и ниска облачност по котлините, кој што ќе се задржи и во предпладневните часови, а во попладневните часови се очекуваат повремени сончеви периоди. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат од 7 до 15 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 2, односно 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 13, односно до 12 степени. Во понеделник умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридското езеро ќе биде порибено со 1.000.000 единки подмладок на Охридската пастрмка. По пауза од 6 години се враќа вештачкиот мрест, со кој процес научниците од Охридскиот хидробиолошки институт се надеваат дека ќе се подобри состојбата со популацијата на оваа ендемична риба, која во моментов е загрижувачка. Активностите за порибување на Охридското езеро ги реализираат Хидробиолошкиот завод од Охрид и Институтот за сточарство од Скопје со финансиска поддршка на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Денеска во увид на активностите беше резорниот министер Цветан Трипуновски. По 6 години застој повторно се спроведува вештачки мрест на Охридската пастрмка. Планирано е Охридското езеро да биде порибено со над 1.000.000 единки подмладок од ендемичната риба. Во тек се активностите за излов на полово зрели единки пастрмка и собирање икра, на кој денеска на увид беше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Оваа активност е многу важна за нас како министерство, како држава, бидејќи со оваа цел се зачува Охридската пастрмка како едно од нашите национални богатства. Продолжуваме да ја водиме оваа активност веќе од наредната година со зголема сума на финансиска поддршка, која што ќе значи зголемен број на единки кои што ќе бидат порибени во Охридското езеро. Хидробиолошкиот завод од Охрид и Институтот за сточарство од Скопје, според договорите склучени со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, треба да обезбедат 1.050.000 зрна икра, кои ќе се одгледуваат во инкубаторите на Хидробиолошкиот завод и на мрестелиштето во Шумка и Струга. Мрестот започна на 16 јануари, дека оди со предвиденото темпо, имаме одлични резултати. До сега во моментов се собрани 255.000 зрна на икра, кои што се веќе сместени во инкубаторите на институтот, а квотата која што за оваа година беше предвидена според договорот со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е вкупно 600.000 зрна икра. Како што спомна министерот, се надеваме на повисоки средства за следната година и секако и поголем ефект по однос на собирањето на икра и порибувањето на Охридското езеро. Министерот Цветан Трипуновски и научниците од Хидробиолошкиот завод сметаат дека во отсуство на вештачки мрест изминатите 6 години е нанесена штета на фондот на овој вид ендемична риба. Истражувањата на заводот спроведени во 2021 и 2022 година за регистрација на промените во популациите на Охридската пастрмка покажале дисбаланс во однесувањето, начинот на исхрана и нивниот животен циклус. Доколку продолжеше овој тек на неисполнување на нашата активност, односно порибување вештачки мрести, порибување на Охридската пастрмка, секако дека загрижувачка би била состојбата. И во моментот е загрижувачка, меѓутоа ние се надеваме дека ете чекор по полека ќе успееме барем со на колку што можеме ние. Секако и природата е во прашање и хидролошките услови во регионот и административни и технички проблеми кои што се провлекуваа во текот на изминатите години, но надежно е дека нешто ќе биде постигнато. Хидробиолошкиот завод треба да изврши вештачки мрест во регионот Трпеица, Пештани и Охрид, додека паралелно Институтот за сточарство, чија квота е 450.000 зрна икра, ќе врши мрест и порибување на струшкиот дел кај Калиштара, Дожда и Струга. По информациите за откриено присуство на пестицид, чија употреба е забранета во Европската Унија, во примероци од македонска зелка извезена во Хрватска, на барање на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство биле направени дополнителни контроли и на спорната пратка зеленчук и кај производителот, што покажале анализите, откри министерот Цветан Трипуновски, кој денеска е во работна посета на Охрид. При спроведената контрола кај производителот на свежата зелка извезена за хрватскиот пазар, која беше вратена од хрватската граница поради наводно присуство на недозволен пестицид, не е откриена употреба на забранети препарати, информира денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. За пратката која што беше вратена од Хрватска, јас веднаш интервенирав преку земјоделскиот инспекторат да се провери целиот случај, кој е извозникот, кој е земјоделецот, односно производителот, се направени дополнителни контроли, излезено на лице место, земена е мостра од градинарскиот продукт кој што е извезен, направени се анализи и да ви кажам дека анализите
испадна негативни, односно дека таков препарат не е употребен врз земјоделските култури. Министерот додаде дека не знае дали се работи за некаква грешка од страна на граничната контрола во Хрватска или пак се работи за некој друг момент, но убеден е дека во Македонија кај посочениот земјоделец не биле пронајдени никакви недозволени пестициди. Тој истакна дека засилени се контролите во делот на недозволената трговија со препарати за заштита на растенијата. Како министерство работиме веќе да прошириме на дозволената листа на европски препарати, се со цел да земјоделците имаат пристап до повеќе број на препарати кои што се можеби и поевтини и со поголемо дејство. Инаку минатата недела хрватските медиуми известија дека во зелка увезена од Македонија биле откриени остатоци од пестицидот имидаклоприд, кој е забранет во Европската унија. Хемикалијата била откриена при контрола на хрватската граница, па инспекторите веднаш наредиле да се уништи целата пратка. Органодарителството во земјава се уште е на ниско ниво. И покрај силната кампања, мал број граѓани се одлучуваат на ваков потек. Органодарителството во земјава се уште е во зародиш, свеста е ниска и нема доволно донори. Дарувањето органи се смета за хуманост без граници во моменти кога се губи најмилиот, да се носи одлука да се дари живот некому кому лекарите му прогнозирале месеци или денови до смртта. Во земјава има неформален список од лица кои се изјасниле дека сакаат да бидат органодарители во случај на смрт, но и покрај таква изјава, согласно законот, последната одлука ја носи најтесното семејство. Многу малку се зборува на оваа тема. Во Македонија има закон за трансплантација, по кој што по закон сите ние сме органодарители. Сега, тоа докторите подобро го знаат, јас не сум медицинско лице, меѓутоа законот вели сите по закон сме донори, освен ако во текот на животот некој изречито не сака да завери нотарска белешка дека не сака да биде органодарител. Сега, тука има многу прашалници, затоа што темата не е позната и многу луѓе прашуваат како се станува донор. Додека сме живи и здрави, можеме во кругот на семејството да зборуваме на оваа тема, ако во случај нашиот живот прерано сгасне на карил и да нема назад, кога медицинскиот тим ќе праша дали може да се донираат органите, да се согласи семејството, затоа што семејството го има последниот збор. Затоа апелираме, додека сме здрави и живи, да оставиме еден вид аманет на семејството, дека ако умреме порерано, тоа што е здраво и тоа што може да се донира, ако може да се донира. 20 пациенти со механичка поддршка на срце чекаат трансплантација. Ваков оперативен зафат си уште не е направен во земјава. На листата на чекање за трансплантација на органи има многу млади пациенти, но за жал мал е бројот на донори. До сега, за жал, од овие 11 трансплантации кои што се направени во Македонија, ниту еден пациент со веќе вградена механичка потпора не е трансплантиран, меѓу нив и мојот 32 годишен сопруг, кој што од 2019 година носи двојна механичка поддршка, затоа што знаете во 2019 воопшто немавме трансплантации во Македонија и единствен начин за да продолжи со својот живот и да дочека еден ден трансплантација беа вградени две потпори на срцето. Тоа е bridge to transplant или како мост до трансплантација. Состојбата на овие пациенти кои што не се многу на број, за жал голем дел и почина, се на многу млада возраст, од 26 годишна возраст до 48 или 50, не држете ме за збор. Меѓутоа има многу млади пациенти кои што единствена шанса за да го продолжат својот живот е со согласно со семејствата на починатите кои што ќе се сложат да бидат донирани органите. До сега во земјава се извршени 11 успешни трансплантации на срце од починати донори, но уште 20 на пациенти чекаат храбра одлука за органодарителство и шанса за живот. Сообраќајната полиција и мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата на Министерството за внатрешни работи направиле 6984 контроли на возила заради подобрување на квалитетот на воздухот. Согласно акцискиот план за чист воздух за грејната сезона 2024-2025 година и задолженијата, сообраќајната полиција и мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата на Министерството за внатрешни работи во изминатиот месец пристапила кон засилени контроли на возилата што сообраќаат низ градовите во државава.
Во доставениот извештај до работната група за чист воздух на Министерството за животна средина и просторно планирање, во периодот од 13 декември 2024 година до 13 јануари 2025 година од страна на секторите за внатрешни работи во Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Велес, Куманово, Штип и Струмица биле извршени вкупно 6984 контроли на возила. Во Охрид биле направени најмногу контроли 1564, во Скопје 562, во Тетово 367, во Битола 993, во Велес 546, во Куманово 540, во Штип 1338 и во Струмица 498, а од страна на мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата биле направени 576 контроли. Од вкупниот број контролирани возила, 1206 биле упатени на вонреден технички преглед. Утврдени биле 167 технички неисправни возила, 20 нерегистрирани возила, а кај 10 возила биле констатирани неисправни уреди за мерење на емисијата на издувните гасови. За реализација на оваа мерка од акцијскиот план, сообраќајната полиција и мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата ангажирале 1192 вработени. Меѓусебна соработка и координација на полицијата и Центарот за социјални работи Струга со цел намалување на малолетничката деликвенција. Полициски службеници од Одделението за внатрешни работи Струга одржаа работен состанок со представници на Центарот за социјални работи Струга со цел засилена меѓусебна соработка и координација за намалување на малолетничката деликвенција како дел од општиот криминал. Средбата имаше и превентивно-консултативен карактер со цел таргетирање на појавните облици, но и лица малолетници од подрачјето кои манифестираат негативно и деликвентно однесување и конкретни инкриминирани дејствија од областа на физички пресметки, меѓуврсничко насилство, семејно насилство, кражби, наркоманија, деца во ризик кои вршат питачење, продавање предмети или други услуги, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. На средбата посочува биле разгледани сет мерки кои службите можат да ги реализираат на превентивен, едукативен, но и репресивен план со цел на времено детектирање на појавните облици на малолетничка деликвенција на терен, формирање заеднички мобилни тимови за работа, брзо излегување на терен, порана идентификација и констатирани состојби, навремена заштита и помош во случаи кога се констатирани насилство и експлоатација врз деца во ризик, деца без родителска грижа и други асоцијативни појави. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 44 годишно лице од Вевчани поради постоење основни на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Пријавениот, вработен лекар во јавната здравствена установа Општа болница во Охрид, не ја исполнил својата законска обврска за продолжување на лиценцата за работа со важност од 28 февруари 2015 година до 28 февруари 2022 година и продолжил со работа без да поседува лиценца за работа. Истовремено, тој примал редовен месечен надоместок за плата и други додатоци, со што ја оштетил јавната здравствена установа, информираат од СВР Охрид. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.